Браќа и сестри, ви поздравувам. Ова предпладна и ви посакувам обилни Божји благослови. Денеска ќе зборуваме за радоста на проштевањето. Ќе прочитаме стихови од Библијата, од Псалм 32, први и втори стих. И цел псалм ќе го обработуваме. Блажени се оние чии престапи им се простини и чии гревови се покриени. Блажен е оној човек кого Господ не го смета за виновен и во чиј дух нема измама. Зошто мораме да ги признаваме гревовите? Дали сме си поставили прашање? Бидејќи проштавањето што го дава Бог осигурува благослови и ослободување и од очистувањето. Најмудар начин да го решиме проблемот на нашата духовна несигурност е да го признаеме нашиот грев или да ги признаеме нашите гревови. Кога ќе го сториме тоа, можеме да се повикаме на ветувањето на Бога кој ни дава љубов и водство и големи благослови. Давид знаел што е грев. И сите ние тука знаеме што е грев. Некои од неговите гревови биле или би ги нарекле многу големи. Така, во тие гревови, кои ги направил, е спомната прељубата и смисленото убиство. Може да ги прочитаме тие стихови од 2 Самуилова 11 глава. Втора Самуилова 11 глава од 2 до 5 стих. И еве што кажува. Еднаш приквечер, откако станал од своето легло, Давид се шеташе на покривот на својот царски дом, и од покривот виде една жена која се капеше, а жената беше многу убава. Давид испрати да дознаат која е таа жена, му рекоа, тоа е Вицавеја, Елијамова черка, жена на хитеецот Урија. Давид испрати слуги да ја земат и таа дојде кај него и тој спиеше со неа, а кога таа се исчисти од својата нечистотија, се врати во домот свој. И 14 и 15 стих. Изутрината Давид напиша писмо до Јоав и го испрати по Урија. Во писмото напиша вака: поставете го Урија таму каде што ќе има најсилна војска и отстапете од него за да биде погоден или по наше погубен. Кога Давид би бил денеска во нашата црква, сигурно би рекле да го исклучиме. Но ќе видиме во настаните понатаму како се одвиваат. И откриваме во овој псалм природата на гревот. Дознаваме и што му прави гревот на грешникот. Гледаме исто така како Бог се погрижил да воспостави врска и да го прекине тој однос што бил со гревот настанат. Кај псалмистот гледаме болка поради гревот, потреба за одвраќање од гревот и радост што доаѓа како последица на проштавањето. Овој псалм што го проучуваме често се наречува и псалм покајнички. Но тоа истовремено е и псалм на благодарност. Првиот збор блазе покажува
на среќното искуство, на радосната благодарност за она што се случило, но пред тоа искуството, состојбата била далеку од радоста. Не можеме да гледаме на едно, а да не го забележиме другото. Во што псалмистот нашол причина да биде среќен? Повторно ќе ги прочитам двата стиха, значи 32 псалм, први и втори. Блажени се оние, чии престапи им се простини и чии гревови се покриени. Блажен е оној човек кого Господ не го смета за виновен и во чии дух нема измама. За ова блаженство стои фактот дека сите сгрешиле, или дека и на сите им е потребно што? Проштевање. Значи, гледаме од тука дека сите сгрешиле. И Павле јасно укажува на тој факт. Зашто сите сгрешија и ја загубија славата Божија. Тоа се стихови од Римјаните 3 глава 23. Ние сме грешници. Дали ќе ги признаеме нашите гревови или не, ние сме сепак грешници. Со кој зборови апостол, уствари псалмистот го опишува својот грев. Псалмистот го користи изразот грев и кривица. Иако овие поими имаат различно значење, тоа се преклопува, па истото придонесува за јасната слика. Гревот, како што знаеме, е престап на што? На законот. Или во прво послание Јованово 3:4, каде што пишува гревот е беззаконие. Или гревот е намерно кршење на законот Божји. Или што значи побуна против Бога. Гревот во оригиналот, промашување, е одлука да одиме по тој пат кој се разликува од патот што го пропишал Бог. Или едноставно може да кажеме: не, јас, Господи, ќе си одам по својот пат. Не одам по тој пат кој ти што си го трасирал. Сето тоа го означува занемарувањето на Бога. Или негирањето дека самиот Бог не постои. Сето ова означува состојба на загубеност. Обид да се живее одделен од Бога. Истовремено прифаќање на кривицата за злото што сме го направиле или што сум го направил. Непокајаниот грешник не е задоволен со својата состојба, но не знае што да прави за да ја промени таа состојба. Тој знае што е право или што е добро, но занемарува да го прави доброто или едноставно го отфрлува доброто. Грешникот се плаши од последниот суд, но настојува да го заборави и тоа. Се поставува прашање од каде општо можеме да добиеме или едноставно можеме да добиеме помош за борба против гревот. Апостол Павле во Римјаните во 7 глава, да видиме што кажува. Седмата глава, 19 до 25 стих. И еве што кажува апостол Павле.
Зашто не го правам доброто, што сакам да го правам, туку злото, што не сакам да го правам. А штом го вршам она што не го сакам, не го вршам веќе јас, туку гревот кој живее во мене. И така во себе наоѓам ваков закон, кога сакам да го правам доброто, злото ми е близо. Бидејќи според својот натрешен човек наоѓам наслада во законот Божји, но во своите телесни делови гледам друг закон кој војува против законот на мојот ум и ме држи заробен во гревовниот закон кој е во моите органи. Колку несреќен човек сум, апостол Павле кажува, колку несреќен човек сум јас. Кој ќе ме избави од ова тело на смртта? Му благодарам на својот Бог преку Исус Христос, нашиот Господ. И така, јас самиот со умот свој му служам на Божиот закон, а со телото на гревовниот закон. Гледаме, браќи и сестри, тука, дека кој може да ни помогне за гревот? Единствено, нашиот Господ Исус Христос. А кои три поеми го користат псалмистот за да го опише ослободувањето од товарот на гревот? Во првиот и вториот стих ги изнесува тие работи и кажува: кога не се засметува гревот, се засметува праведност. Кога гревот се засметувал, тоа било затоа што лошите дела уште не биле простени. Па кривицата почивала врз грешникот. Кога гревот не се засметува повеќе, значи дека е простен. Дека грешникот бил очистен од гревот. Зашто во неговиот дух нема повеќе кривица или лукавство. Павле го цитира овој текст и заклучува дека кога гревот не се прима, се прима праведноста, зашто лицето на кое му е простено е слободно од кривицата. Со непримањето на гревот и со примањето на праведноста Бог ја признава промената што се случила во самиот грешник кога ја признал и го оставил гревот. Бог сака да му прости на секому. Јасно е дека Бог почнува се. Гревот е сторен против него и токму тој со својата милост го отстранува гревот и не ослободува од неговите последици. Бог е Бог кој проштава. Во 2 Мојсева 34:7 може да си проверите, таму многу убаво пишува. Тоа пак не значи дека ќе му прости на секој. Значи, Бог сака на секој да му прости, ама има изузеток луѓе на кои не може да им прости. Кои си тие? Тој нема да им прости на оние што се залепиле за гревот. И зашто тие сами себе се исклучуваат од проштавањето. Да видиме псалмистот како ја опишува силата на гревот. Псалм 32, 3 и 4. И еве што кажува. Додека молчев, се сушија коските мои од секојдневното мое воздишување. Бидејќи и дење и ноќе тежеше над мене раката Твоја, се сушев како налетен припек. Често се лажиме кога мислиме дека му е угодно на Бога да се прави зло. Како, например, да се пие алкохол, да се пуши, да се танцува, да се прави прељуба, да се работи нечесно, да се лаже, да се пцуе и ред други работи кои може да ги редиме и понатаму.
Порано или подоцна ќе се осведочиме дека со престапување на Божите заповеди можеме да имаме само една последица – жалост или болка. Да видиме псалмистот како ја опишува таа болка и што чувствувал додека молчел за својот грев. Постојат повеќе причини зошто псалмистот молчел за своите гревови што ги сторил. Например, не бил наполно сигурен дека е одговорен за своите гревови. Наоѓал добри изговори и оправдувања. Дали, браќи и сестри, и ние кога некогаш ќе погрешиме, си наоѓаме изговори. Или обично, како и Адам и Ева, кога грешиме, другиот го обвинуваме. Значи, наместо ние да си ја признаеме нашата вина или нашиот грев, ние го обвинуваме или Бог, или некој друг. Мислел дека Бог овој пат ќе му помине преку неговата кривица. Бил познат како побожен човек. Не сакал народот да дознае дека го изневерил начелата. Мислел дека ќе го загуби своето влијание ако луѓето дознаат дека сгрешил. Бил премногу горделив да ја признае својата кривица. Дали и ние некогаш тоа го правиме? Се чувствуваме горди, бидејќи сме христијани, сме побожни луѓе, како и псалмистот Давид. Дали некој сте се обиделе удобно да се сместите? Никако не сте успеале без оглед на која страна ќе се свртите. Грижата на немирот не ви дозволила да заспиете. Значи, сте направиле грешка и ви ствара немир во душата и не може да заспиете. Само се вртите де од ова страна, де на она страна и сон никко не ве фаќа или не ме фаќа. Не сте се одморили колку би требало, па сте станувале се по-нервозен и по-вознемирен. Мудроста е во признавањето на гревот. Ќе прочитаме исто од Псалм 32, од 5 до 7 стих. Тогаш го признав гревот мој и не го сокрив беззаконието свое. Па реков, ќе му ги исповедам на Господа моите престапи и ти ми ја прости вината на гревот мој. Затоа секој побожен човек нека ти се моли навреме и тогаш притисокот од многуте води нема да ги достигне. Ти си мое прибежиште од маката со која сум обкружен, ти ќе ме избавиш, ќе ме обкружиш со спасоносни звуци. Проблемот на гревот се состои во тоа што тој не држи едноставно со железни раце. Исус тоа јасно го кажал во Јован 8:34. Ајде да прочитаме да видиме во Јован 8:34 што кажува. Евангелие по Јован. И еве што кажува Јован. Исус им одговори, вистина, вистина ви велам, секој што прави грев е роб на гревот. Само Бог може да ни помогне, само Бог може да не спаси од гревот. Само Бог може да ни опрости. Во 5 стих
Псалмистот опишува неговото молчење и укажува дека многу страдал, додека молча. Псалмистот кажува дека решил покајнички да излезе пред Бога. Таа одлука не му била баш лесно и едноставна. За да ја донесе таа одлука, толку истрпел во својата душа, што многу тешко одлучил да се исповеда пред Бога. Требало да се откаже од својата горделивост. Тој морал да признае дека не е толку силен колку што самиот мислел. Морал да се понизи едноставно. Може би си мислел дека понизноста е знак на слабост, како што мнозина мислат денеска. Но понизноста е единствена права големина. Значи, понизноста е единствена права големина. Единствената разлика се гледа по посветеноста на службата за ближните. Да забележиме дека псалмистот својот признање го изнел пред Бога. Тој излегол пред Бога понизно и ништо не притаил, ништо не сокрил од својот грев. Се онака како што направил го изнел. Некои велат дека гревот мора да го признаеме еден на друг или на свештеникот или на проповедникот. Вистина е, ако сме му сгрешили на некому, треба да одиме, значи на него да му укажеме, да си опростиме еден со друг. Тоа може да го најдете во Матеј, во 18 глава, 15, 16 и 17 стих. Но нема никаква корист од јавно обнародување на своите гревови. Кога ќе сгрешиме, ние сме му сгрешили на Господа. И само на него треба лично да му се исповедаме и да бараме од Бога проштавање. Ветувањето на писмото е јасно. Ќе прочитаме еден стих од прва посланица на Јован, 1:9. И еве што кажува. Ако ги исповедаме гревовите своји, тој е верен и праведен за да ни ги прости гревовите и да не очисти од секаква неправда. Значи Бог е верен да ги очисти нашите гревови, да ни опрости. Бог ни проштава токму поради својата верност и праведност. Колкаво е значењето на сознанието дека Божјата милост не е ограничена. Божественото дело на проштавање го вклучува и очистувањето на секоја неправда. Да се биде помилуван означи како што Христос дава помилување, значи само да се очисти својот ум. Не значи само умот да се очисти, туку и цело тело, цел дух кој го имаме, очистување, да бидеме чисти и да бидеме во споредба со него, со неговиот лик. Ако не се смени нешто, значи од нашата покајничка молитва што сме ја направиле, тогаш џабе Бог ќе ни опрости. Значи ние и понатаму си продолжуваме да грешиме. Меѓутоа кога Бог ќе види дека верата ја темелиме на него и дека сакаме целосно очистување, ни излегува во пресред и не помирува едноставно со себе. Освен тоа, Спасителот ни дал ветување што е запишано во Јован 6:37, Евангелие по Јован 6:37.
Се што ми дава Отецот, ќе дојде кај мене, а кој доаѓа кај мене, нема да го избркам надвор. Гледаме од ова ветување, секој кој што се обрати на Бог, на Исус Христос, секој ќе биде примен. Никогаш Бог нема да го отфрли. Не е чудо што и поетот кажува, сатаната се тресе кога ќе го види еден најмал грешник кога клечи на колена на молитва. Еден познат теолог пишува, признавањето како е отварање на врата на една брана. Кога нема признавање, водата се собира и ја напнува браната. А кога има признавање, вратата се отвара и водата истекува и нема напнување. Значи, едноставно, Бог не ослободува од тој притисок на гревот. Што псалмистот ги опоменува Божите деца, сите оние побожни, знаејќи дека Бог е толку добар и милостив, зашто некој од нас би се двоумел да излезе пред Него да го бара она што ни е најпотребно во животот. Нам ни е потребно спасение, обновување на вистината или на заедницата со самиот Бог. Мораме да поидеме веднаш додека Бог уште може да се најде. За да не се случи одложнување и задоцнување за Божјата милост. Ја знаеме приказната за 10 девојки. 5 мудри, 5 немудри. 5 мудри биле подготвени во секој момент, а 5 немудри, значи не биле спремни. И закаснале. И затоа Бог не опоменува да и ние не закаснеме, додека е со време, значи да се покаеме за нашиот грев. На кое ветување може да се потпрат побожните? Некои реки, кажува градивото, поите дождови ги преплавуваат своите брегови. Таква била реката Јордан. Тоа е опишано во Исус Навин 3:15, ќе го прочитаме за малку да видиме што кажува. Тогаш што моние, што го носеа ковчегот, кога влегоа во Јордан, и нозете на свештениците, кои го носеа ковчегот, се наквасија во водата на Јордан. А беше време кога Јордан во текот на целиот период на жетвата на пченицата се излева од своите брегови. Нил е извор на плодноста за египетската земја. Токму поради поплавите. Но тие не биле големи поплави, како поплавата која била, нели, опишана во потопот на Ное. И псалмистот укажува дека побожните секогаш ќе бидат под Божја заштита. Ајде да видиме како псалмистот се надева во Бога во 7 стих, да го прочитаме. 7 стих кажува: Ти си мое прибежиште, од маката со која сум обкружен. Ти ќе ме избавиш, ќе ме обкружиш со спасоносни звуци. Псалмистот едноставно кажува дека Бог ни е нам прибежиште.
и дека можеме само кај Бога да се надеваме дека Тој ќе ни помогне и ќе не заштити. Дали послушноста на Бога е гаранција дека праведниците нема да ги снајде никаква неволја? Сигурно ќе кажеме дека не. Го знаеме случајот со Јов. Јов колку бил прав, но сепак сносел некои последици, иако не направил никаква грешка. Да видиме сега Божите ветувања какви се во Псалм 132, 8 и 9 стих. Што ни кажува? Ќе те вразумам, вели Бог. Ќе ти го покажам патот по кој да одиш. Ќе бдеат очите мои над тебе. Не бидете како конј или како маска кои немаат разум, чија дивина со узда и оглавник се скротува, за да ти се покоруваат. Според ова ветување, што ќе стори Бог? Едно е вика да се присуствува на настава во едно одделение, а сосем друго е да се има приватен наставник. Бог на покајникот му ветува посебни, поединични упатства за решение на проблемот во животот. Кажува, ќе те водам по патот праведен. Се додека остануваме близу до Бога, можеме да бидеме сигурни дека Тој ќе каже што да правиме и каде да одиме. Опасност е ние кога го оставаме Бога, а Бог никогаш не остава нас. Ќе прочитаме од Псалм 48:14, да видиме што кажува овде псалмистот. Дека овој Бог е наш Бог во сите векови. Тој ќе ни биде пастир вечен. Значи, Бог ќе биде наш пастир вечен. И уште еден стих, 73:24, исто од Псалми, 73:24. Зашто ете, оние што се оддалечуваат од тебе, пропаѓаат. Тие го истребуваат секого кој отстапува од тебе. Ти ги истребуваш секого кој отстапува од тебе. Псалмистот дава едно предупредување во 9 стих, Псалм 32:9, каде што кажува: не бидете како коњи или како маски кои немаат разум, чија дивина со узда и оглавник се скротува, за да ти се покоруваат. Едноставно човечките суштества, создадени според Божиот лик, не смеат да се спуштат на ниво на животно, со кое треба да се управува на сила. Можете ли да замислите да седите и да давате совети на една маска? Некои созданија се корисни и мили, но кон нив мораме да постапуваме со сообразност со нивните способности. Потполно е логично повеќе да очекуваме од човечките суштества. Бидејќи луѓето имаат способност за размислување, можеме да ги осведочиме и да влијаеме врз нив да го прават она што е право или она што е добро. А ако Бог постапува со нас на овој начин, зар не би морали и ние на ист начин да постапуваме со нашите ближни? Уште повеќе, ако Бог постапува со нас достоинствено, не ли би требало и ние
да се однесуваме како оние кои можеме да им се верува. 10 и 11 стих, псалмистот кажува радост поради што? Поради обновување на заедницата со Бога. Еве што кажува. Многу маки ќе го снајдат грешникот, но оној кој има верба во Господа, него милоста ќе го обкружува. Веселете се во Господа и радувајте се праведници. Радувајте се сите кои сте со чисти срца. Лошите доживуваат многу жалости. Понекогаш мислиш дека на грешните им оди на добро, но не ги гледаме само, или гледаме само од надвор, а внатрешно не знаеме како име. Ние не знаеме за судирите во нивниот ум и во нивното срце. Не би смели да им завидуваме на грешните, зашто крај на нивниот живот е пропаст. Едноставно тие пропаѓаат. Побожните примаат Божја незаслужена наклонност. Тие сега потполно се надеваат на Бога и уживаат во благословите и заедницата со Него, која донесува задоволство и радост. Псалмистот почнува со нота на блаженство и завршува со нота на радост. Значи, првиот стих кажува блажени се оние на кои му се простени гревовите, а во последниот стих што кажува? Радувајте се. Радувајте се во Господа. Порано и тие грешеле, но во Бога нашли излез за својот грех. Тие сега грешници се оние на кои им е простени. Псалмот почнува со 3 вида блаженство. Завршува со 3 причини на радост. Почнува со оние што се без кривица и без лукавство, а завршува со оние кои има право срце, чисто срце. Во целиот псалм го наоѓаме Бога како извор на милост, што води кон покаяние и кон признавање и кон блаженство. Го користиме ли тие предимства? Дали ги користиме доволно тие предимства што Бог ни ги дава? И таа милост што ја уживаме од Господа. Да застанеме за миг, да му отдадеме на Бога благодарност за сите негови благослови. Бог е извор на сите благослови. Кога тој ќе не благослови, тогаш сме вистински благословени. Најголем благослов што може да го добие човекот е благословот на што? На проштавањето на гревот. Значи, кога Бог ни проштава, тоа е најголемиот благослов што сме го доживеали. Гревот ја прекинал заедницата со Бога. Но Бог кога ни простува, Бог ја обновува пак заедницата со Него. Патот кон проштавањето ги опфаќа покајанието и признавањето од страна на човекот и славната милост од Божја страна. Кога ќе го сватиме тоа и ќе поставиме така, ќе настане неискажлива радост. Да го фалиме Бога за Неговата љубов, за Неговата грижа, за тоа што Бог постојано ни простува и ни дава радост во Него. Нека му е слава на нашиот Бог во Христово име. Амин.